Не е точно дека сме дали изјава дека апелациониот суд не поднесе одветно, обратно, предметот воопшто не беше доставен во законскиот рок до апелациониот суд, кој што е преклузивен и кој што со ништо не се менува. Не постапува соодветно кривичниот совет кој што го донесе решението за притвор, кој што беше обврзан веднаш да го достави предметот на одлучување, со цел да може апелациониот суд да го запази законскиот преклузивен рок од 48 часа за одлучување на жалбата на одбраната против решението. Тоа е рок кој што тече од моментот на поднесувањето на жалбата, предвиден експлицитно во законот и никој нема право да го менува, а најмалку судот со тоа што ќе го држи предметот. Значи, нашето соопштение беше дека се работи за грубо прекршување на законот со тоа што е невозможен апелациониот суд да го донесе решението во законскиот рок, поточно невозможен воопшто да има пристап до предметот. Зошто тоа е така, можете да прашате до советот или не знам кој тоа го прави. Каде е господинот Кочан и кога ќе се врати, бидејќи споминавте дека е на службено патување? Ако го читавте моето соопштение, веќе е тотално ирелевантно каде е господинот Кочан. Господинот Кочан си ги обавува своите работни активности како слободен граѓанин. Незаконски решението е направено извршно, бидејќи Законот за кривична постапка експлицитно предвидува дека во оваа ситуација пред правосилноста на решението не може да се преземе никакво действие, нити за приведување, нити за лишување од слобода. Сето тоа што кон Кочан се прави е базирано на таквата незаконитост. Во законот е сосема чиста ситуацијата. Имате во контакт со него, кои се советите што ги доставува до вас, односно барањата? Не е прашање на одбраната да контактира или да не контактира. Прашањето на одбраната да ги објаснува правните ставови. Тоа што е најбитно во работава е дека во моментот веќе правно е невалидно решението за Сеат Кочан. Веќе во јавноста се јавија некои анонимни чудовидени правници кои што не разбира дека судот нема право да го пролонгира рокот, дека одбраната согласно член 6 од Конвенцијата за заштита на човекови права мора да има еднаквост на оружјето. Која е санкцијата доколку вие имате пропуштено рок како одбрана? Кој ќе ви го продолжи? Никој. Но која е последицата ако судот во тој рок не одлучи? Па еднаквост на оружјето, односно престанок на правната важност на решението за притвор. Тоа е одговорот. А Сеат Кочан е слободен граѓанин, бидејќи прво се бара негово апсење, се бараше негово апсење врз основа на неправосилно решение, а второ, затоа што сега во моментот, според сите конвенцијски правила, според сите прописи, директната примена на член 6 во Република Македонија, тоа решение за притвор веќе нема правна важност. Потребно е софистицирано познавање на правото, потребно е познавање на конвенцијското право, кое што за жал многу од така наречени правници, експерти кои што се взимаат за право да толкуваат, воопшто го немаат ни прочитано. Тоа значи дека може слободно да се врати? Тоа значи дека ние побаравме советот кој што е направил незаконитоста да го стави вон сила решението за притвор, сите потерници и сите правни действия. Имате одговор од советот? Не, тоа барање го поднесовме вчера, а зошто немаме одговор повторни на тоа, вие ќе си прашате кај совет.